Благодарам госпоѓа Јосиленовска-Давкова. Следен за збор е господинот Антонио Пешев, извршен директор на Стопанската комора на Македонија. Жалам што нема да го слушнете ова, меѓу другото, почитувана пријателке, малце беше долго. Почитувам председател на Националниот совет за европски интеграции, почитувам председател на Комисијата за европски прашања, почитувам заместник премиер Маричич, почитувам амбасадоре, Ваша екселенцијо, Ваши екселенции, почитувани пратеници, драги пријатели, сакам да ви кажам дека некако работиве, изгледаат онака како што треба да се каже, ние викаме многу бабици килаво дете и додека кучињата лајат, караванот си минува, ама нашиот караван не минува. Она што сакам да ви кажам е дека секој ден отварам телевизија, слушам што има кажано на парламент и заклучувам дека освен вербална реторика која не носи никаква продуктивна ситуација, не гледаме ништо што може да ја помогне на оваа држава да преживи. Ја не знам кому ќе му треба држава која за некоја година и за некој век ќе стане членка од Европската унија, кога во таа држава ќе нема нити економија, нити ќе има млади луѓе, ќе имаме една сериозна ситуација во која таква држава на Европската унија не знам зашто би и требало, освен како транзитен коридор од една држава во друга. Кога пред 2000 година ми кажа дека Македонија ќе стане членка на Европската унија во 2012 година, сакав да пукнем од мука заради тоа што мислев дека тоа ќе биде крај на светот. Денеска 10 години подоцна, кога ќе ми кажа дека ќе бидеме членка на Европската унија 2032 година, сакам да кажам дека тоа веќе не е мојата агенда. Извинете, не знам дали е агендата на моите деца, заради тоа што ако продолжиме со оваа динамика, веројатно и членството во Европската унија ќе биде излишно непотребно. Све ми личи дека ќе бидеме членки на некоја нова институција, пошто и Европа заговара промена на својата генерална структура. Зашто го говорам ова? Заради тоа што додека ние дебатираме јалово скоро на секоја седница ни на парламентот, и во владата, и на пресконференциите, економијата во Македонија пропаѓа. Заради блокади кои се настанати заради милиони и едно прашање во овој парламент, ниту еден економски закон не поминал низ парламентот. Компаниите умираат, ние струја немаме, енергија покушаваме да направиме, трошиме пари, смешни закони во кои треба само да се дигне рука и да се каже монтирајте фотоволтаици, ние ги плаќаме, не ги плаќат дури ни буџет. Не проаѓаат. Се молјакаме за ситни пари, се молјакаме за обични работи кои може да и помогнат на економијата да подели плата. Инфлацијата ги качува платите, не можеме да ги додржиме луѓето на работните места. Ја не ве разбирам. Зашто го правиме ова? Ќе станете, опозицијата ќе стане позиција, истите проблеми ќе ги има. Дајте одвојте, дајте да правите како сика посебни седници со економски прашања, посебни седници со политички прашања. Не блокирајте све на куп. Ова не можеме да го издржиме, ја не знам да ви кажам. Денеска очекувам, еве се подготвуваме како деловна седница за она што не чека сега во наследната состанок во Европа, велат ќе го нападнат отворен Балкан. Знаете што да ви кажам? Па ние не го правиме отворен Балкан заради тоа што ни се кефна сега да правиме отворен Балкан контра Европска унија. Па и ние знаеме дека Европската унија е ултимативното место на кое треба да биде државата. Отворен Балкан беше само шанса да преживееме малку. Ве молам да ме прекинете ако сум долг. Она што сакам да ви кажам е дека отворен Балкан е вежба. Тоа ни е нашата, како да кажам, вежбанка. Ние мораме да пробаме да видиме како ќе живееме со Србија, како ќе живееме со Албанија. Сите се тоа земји кои претендираат да бидат членки од Европска унија. Ние мора да научиме како да проаѓаме граница без да седиме по 40 сата на граница. Ние мора да научиме како да проаѓаат камионите без да ги проверуваме секој поединечно и од секој камион да земеме аванта. Извинете, зборот го употребив погрешен. Али тоа е наш одомаќен зборов дека во државата. За судскиот систем. Па може ли да немаме судски систем, да има судскиот систем да има најниска оценка од било која институција во државата? Може ли да имаме уставен суд кој не може да се состане по клучни прашања од кои економијата во државата има сериозни прашања? Не знам зашто, не знам како
држава во која има економски пад, држава во која не знае како да си го реши проблемот, држава во која не може да најде доволно работна сила и го скратија за една седмина потенцијалниот простор за работа. А ние не баравме да ги бичуваме работниците. Одлучи и политичката гарнитура на власт во овој момент да донесе закон со кој го укина недела како неработен ден, не ни дадоа ни шанса да се буниме. Седи барањето пред Уставен суд, Уставниот суд веќе година дена не може да се состане. На крај крајшта, навистина не знам што треба да се случи да го видите тоа што ние го гледаме од онаму каде што значи не прашувате гаталец. Гатаме. Еве ја денеска гатам. Прашите ги паталците. Секој месец вадат пари од нигде. Немаме фондови, ни ветуваат. Знаете колку се 80 милиона помош за енергетика? Нула. Во овој момент на Македонија и треба од 300 до 400 милиона помош минимум да го прегрмиме зимото. 80 милиона се само како да купиме фластер за рана која крвари. Се извинувам на моето. Она што сега сакам да ви го кажам. Знаете како? Ова некако мириса на принудна управа. За жал, тежок е зборот и ние чекајќи го Годо, ми се чини како да го чекаме шумарот да ни го реши проблемот. Не стигаме сами да се договориме како ќе функционираме во оваа средина. Јас се извинувам за овој мој говор, малце емотивен, ама уморен сум од чекањето на Годо. Ви благодарам многу. Ви благодарам и јас, господин Пешев, само да напоменам две работи како коментар. Прво, во однос на работата на собранието, еве и денес јас наистина не разбирам, во моментов има уште две комисии за труд и социјала и финансирање и буџет. Како е возможно ние еднаш годишно разгледуваме извештај баш во исти момент да се закажуваат комисии и добивам пораки од пратеници кои што сакаат да се овде, ама не можат да се тука затоа што мора да се на други комисии. Второ, во однос на мерките, денес колку што знам на Комисија за финансирање и буџет има 4 закони баш од овој пакет. Би сакал сега да го поканам господинот Харил Снопче да се обрати. Повелете.